Само неколку дена откако со својата долгогодишна партнерка Ѓоргина Родригес го изговори судбоносното да, Кристијано Роналдо реши да направи уште една голема промена. Славниот фудбалер се појави во јавноста со целосно нова боја на косата, а неговиот препознатлив темно-кафен изглед го замени со медоруса нијанса. Промената веднаш го привлече вниманието на јавноста, особено затоа што се случува непосредно по интимната венчавка, што парот ја организираше во својот дом во Португалија. Роналдо новата фризура за прв пат ја покажа за време на семено излегување на фудбалски надпревар во Ријад, Саудиска Арабија на 15 август. Неговата нова посветла коса представува забележителна промена во однос на изгледот по кој публиката со години го препознава. Сепак неколку дена подоцна обожавателите имаа можност уште подобро да ја забележат трансформацијата. На надпреварот од Саудиската професионална лига на 21 август Роналдо истрча на теренот со жолто-сина спортска опрема, поради што новата боја на неговата коса уште повеќе дојде до израз. Само 2 дена подоцна, на 23 август, се појави во целосна црна комбинација на церемонијата на затворање на светското првенство во електронски спортови во Париз, каде што дополнително привлече внимание со својот нов изглед. Актерката Хейден Пенетиер, која почина на 16 август на 36 годишна возраст, беше во бурна врска со Брајан Хикерсон од 2018 година. Таа детално го опиша нивниот комплициран однос во своите мемуари "Ова сум јас" присметка, кои беа објавени во мај оваа година. Обезбедувањето доби јасни инструкции да го држи подалеку. Во периодот по објавувањето на книгата и почетокот на незината промотивна турнеја, која започна на 19 мај во Њујорк, на приватното обезбедување на актерката му беа дадени јасни инструкции да го држи Хикерсон подалеку од неа, објавува Њујорк Таймс. Првата станица на турнејата беше книжарницата Барнс и Нобс на Юниорк Сквер, на која наводно и била издадена и конкретна наредба да не пушта човек по име Брајан Хикерс внатре. И покрај ова, Хикерсон бил со Панетиер во времето на незината смрт, според полициските документи добиени од списанието People. Тој беше со неа кога пристигнаа полицијата и амбулантните возила. Според полицискиот извештај, Брајан и неговиот брат Зак биле со актерката во времето на трагедијата. Брајан им покажал на полицајците кеса со лекови што ја земал Хајден. Во извештајот се навидува дека Зак бил многу емотивен кога пристигнале првите спасувачи, додека Брајан според полицијата не покажал видливи емоции, се додека актерката не била прогласена за мртва на местото на настанот. Хикерсон првпат проговори за смртта на звездата од Херој на 20 август преку изјава објавена од неговата адвокатка Слоун Елис. Денес се навршуваат 8 години од смртта на Ванчо Петрушевски, еден од најпознатите и најомилените македонски актери, хуморист и доаѓен на драмскиот театар во Скопје. Со својот специфичен актерски шарм, препознатлива мимика и исклучително чувство за комика, тој остави длабока трага во македонскиот театар, филмот и телевизијата. Петрушевски е роден на 19 април 1951 година во Скопје. По завршувањето на Високата музичка школа, одсек за актерски кадри, во 75 година станал член на асамблот на драмскиот театар во Скопје. Во матичниот театар останал повеќе од 4 децении, а според монографијата 75 години драмски театар Скопје, неговото членство траело од 75 до 2017 година. Македонската премиера на документарниот филм Руини на Елена Чемерска се одржа вчера на Македокс во преполниот Куршумлијан.
Визуелната уметница Елена Чемерска 9 години се занимава и го истражува споменикот на слободата во Кочани, монументален меморијал изграден на ридот Локубија, дело на сликарот Глигор Чемерски и архитектот Радован Рагеновиќ. Врската со споменикот за Чемерска е и многу лична, тој е дел на нејзиниот татко. Нејзиното огромно вложување во овој споменик завршува со двојна добивка, многу лична и емотивна приказна и конечна реставрација на ова извонредно дело, а резултатот е евидентиран во документарниот филм Руини.